Добар ден, драги ученици! На денешниот час по ликовно образование ќе се запознаеме, ќе се присетиме, доколку може би некој од вас и ги знае овие нешта за кои говориме, затоа како основните ликовни елементи се изнесени низ делата на великаните на ликовната уметност. Што треба да научите од сево? Да се запознаете со ликовните елементи, да ги распознаете ликовните елементи, да ја забележите нивната појавност во се што ве обкружува и да се обидете смислено да ги внесете, да ги употребите во вашите ликовни творби. Големото патување наречено уметност. Може ли да си замислите, да си го представите каков бил патот на човештвото? Да, тука е науката и историјата да ни го овозможи тоа. Но далеку пред постанокот на сите науки, се она што го гледал, доживувал, посакувал, за кое мечтаел или од што стравувал човекот, единствено средство кое му било возможно сите тие мисли и чувства да ги искаже, прикаже и да ги остави на следните генерации, освен говорот, акустиката, звукот, била моќта на перцепцијата, забележувањето, благодарение на сетилото за вид. Од тука почнува големото патување на човековата цивилизација преку неговиот плод, ликовното изразување, кој успева за него да даде одговори по милениуми временска далечина. Во денешно време, човекот познава најразлични медиуми за да се изрази и ликовно и визуелно. На поле на ликовната уметност ги имаме следните ликовни подрачја: цртање, сликање, керамика, скулптура, архитектура, графика, применета уметност и дизајн. Пошироко гледано, во визуелната уметност од која е дел е основа и самата ликовна уметност во која ги имаме фотографијата, филмот, театарот, анимацијата, цртаниот филм, компјутерската визуелна уметност и така натаму. Секаде, докаде современата технологија ни овозможува да имаме и визуелен пристап преку кој човекот може да ги изрази своите мисли, идеи и чувства, но преку слика, она што може да го види. Во градењето, создавањето, секако и во анализирањето на тоа огромно множество на креации, од огромна помош ни се одредени теоретски сознанија во светот на ликовното изразување, кои ни даваат одговори за настанокот на цртежот, сликата, што користеле за да се наслика сликата, како и нешта кои што се посебни, а кои се заеднички и за ликовната и за визуелната уметност. Од тука велиме дека изразот во ликовната уметност е ликовен јазик кој се дели на ликовни елементи и ликовни принципи, начини на организирање на елементите. Денес ќе ги разгледаме, анализираме ликовните елементи и тоа низ дела на познати странски и македонски автори и ликовни уметници. Па почнуваме од линијата. Линијата како визуелна појава не обкружува насекаде, а како таква има и своја голема употребна вредност. Например, првите знаци со кои човекот во далечната преисторија оставил трага за своето постоење се исцртаните фигури на во првите човекови засолништа насекаде низ светот. Италија, Франција, далечниот исток, Африка, Австралија. Некогаш, освен вообичаено цртеж изразен со најразлични материјали, човекот ги вдлабувал во карпите, цртежите, пренесувајќи најразлични пораки, слики, за понатаму да биде дел од можеби најголемата човекова умотворба, писмото. Насока.
Насоката е еден изморено специфичен елемент затоа што ја одразува визуелната сила која го движи окото во одредени правци. Па така разликуваме хоризонтална, вертикална, многу коси насоки. Уметникот таа визуелна слика ја материализира, ја создава во сите ликовни дисциплини, како што ќе видиме и на примерите. Покажаниве примери. Големина. Големината како ликовен елемент ја перцепираме секогаш кога имаме најмалку два елементи, две нешта кои преку споредба можеме да ги осознаеме како мали, многу мали наспроти големи, многу големи или складни, блиски големини. Големината има своја особена употреба во архитектурата, во форма. Формата е можеби најобработениот и најанализираниот ликовен елемент и можеби затоа што и човечкото око и ум во се што гледа прво ја забележува формата. Во основа имаме правилни геометриски и неправилни слободни форми. Освен ова имаме и други поделби на дводимензионални, тродимензионални форми, отворени, затворени, перфорирани, статични, динамични, со чие значење ќе се запознаете во понатамошните години на образование. Тонот представува количина на светлина, па од тука белата боја ја отсликува светлината, а црната отсуството на светлина. А помеѓу нив е една огромна лепеза на сиви тонови нијанси. Кога боите се обработуваат со бела или црна боја, ние ги осветлуваме или затемнуваме. Боја. Основно што треба да запомниме е дека бојата се гледа кога имаме светлина и тоа дека има само три основни бои: сина, жолта и црвена, од кои ја развиваме целосната сликарска палета со нивно меѓусебно мешање. Текстурата ја имаат површините на сите материјали. По своето потекло може да е природна или вештачка, а нејзината карактеристика е да прикажува од идеално мазни површини, стакло, кристал, до крајно назабени рапави површини, каменести карпи, кората на многу дрвја и други материјали. Просторот, светот во кој бивствува човекот е простор, неговата карактеристика е тродимензионалноста, исто како што и многу нешта по својата природа, природни или вештачки, се тродимензионални. Човекот, јаболкото, делфинот, човековите архитектонски градби, автомобилот, авионот и така натаму. Но во голем број на човековите дела, оние кои ги создаваат ликовните уметници, просторот е прикажан со помош на ликовните елементи светло-темно, тонот, бојата, големината, толку вешто да представува илузија на тродимензионалност. Од сите ликовни дисциплини, скулптурата, архитектурата, керамиката и дел од применетите уметности и дизајнот создаваат реални тродимензионални форми. Ви благодарам на вниманието.